Почнуваме со вестите. Актуелности од комуналната сфера, поточно за работата на комуналното предпријатие ИСАР. Над 200.000 евра финансиска дупка во работењето на ИСАР за изминатава 2017 година. Ова се должело на зголемените трошоци за материјали и електрична енергија. Затоа јавното предпријатие ИСАР почнува со мерки за штедење, поради што и годинава во Штипското комунално предпријатие не се планирани нови вработувања. Јавното предпријатие ИСАР ланската 2017 година покажа финансиска загуба од 10,6 милиони денари. Ова го покажале финансиските извештаи за работа на Штипското комунално предпријатие. Зголемените трошоци во однос на остварените приходи биле причина за ова негативно салдо во финансиското работење на ова предпријатие, велат одговорните. Ова било причина и за штедење годинава во ИСАР и намалување на трошоците за 30 до 40%. Најголемите трошоци во јавното предпријатие ИСАР, зборувам за 2017 година, се трошоците за материјали, трошоците за горива, трошоците за електрична енергија. Дел од овие трошоци во изминатиот период успеавме да ги симнеме на некој ниво, некаде 30, некаде 40% помалку, во зависност за кој трошок се работи. Оваа година во ИСАР нема да има нови вработувања. Со предлог планот доставен до Комисијата за урбанизам, ИСАР ги планира за следната година со вработување на 34 лица. Генерално, бројот на вработените во јавното предпријатие ИСАР од постојниот нема да се зголеми и што е за нас најважно, значи во планот за вработување гледавме да тоа бидат ефикасни, продуктивни работни места, односно 90% од вкупниот број планирани вработени се општи работници во сите сектори на јавното предпријатие ИСАР: водовод, комунална хигиена, паркови и зеленил. Новите вработувања во ИСАР следната година се планирани по основ на заминување на вработени во пензија или технолошки вишок. Инаку финансиските извештаи по работни единици во ИСАР покажале дека најнепродуктивни работни единици се пазар и градска бања. Најмногу добивка е остварено во водовод и канализација. Остварлива е стапката на економскиот раст на земјава од 3,2% за оваа година, иако Меѓународниот монетарен фонд и Светска банка деневи излегоа со проекција дека годинава економскиот раст ќе биде 2,8%. Смета председателот на Македонската академија на науките и уметностите Таки Фити. Тоа што е предвидено една работа. Ако слушнате директорката, јас тоа ќе го кажам и на промоцијата, регионалната директорка на Светска банка, што е задолжена меѓу другото и за Македонија, таа кажа дека ако ги имаме овие стапки на економски раст, како што имаме, да речеме, години наназад во просек негде 2,8%, на Македонија ќе треба 60 години за да се доближиме до стандардот на граѓаните во Европската унија. Значи, основно е да се динамизира растот. Лично мислам дека оваа година, после надминување на кризата, веќе има определено заживување на економската активност по сите релевантни показатели што ние ги реализираме. Сега, дали оваа година ќе се оствари стапка од 3,2%, ќе видиме, иако лично мислам дека тоа е остварлива стапка на економски раст, затоа што од една страна инвестициите почна полека да растат, личната потрошувачка исто така почна полека да растат. Многу е битно како ќе се држи извозот, а кај извозот имаме квалитативни подобрувања, поместувања, благодарение на странските директни инвестиции во зоните. Значи, оваа стапка е остварлива, инаку Македонија не оваа година, 2019 и натаму, мора да направи се да постигне стапка на раст меѓу 4,5 и 5%, тоа е потенцијалот на македонската економија, ако сакаме да одиме напред. Штип ќе бара европски пари за реконструкција на градинката Пчелка и набавка на специјализирано противпожарно возило за гаснење на шумски пожари. Опрема, а исто така ќе се врши обука на пожарникарите и граѓаните. Двата проекти се со вкупна вредност од 410.000 евра. Општина Штип на вториот повик за програмата за меѓугранична соработка Македонија-Бугарија ќе аплицира за добивање на два проекти. Едниот е за реконструкција на детската градинка Пчелка, а вториот е за набавка на специјализирано возило за гаснење на шумски пожари и на заштитна опрема за пожарникарите. Александар Арсовски од Оделението за локален економски развој на денешната комисија за урбанизам на Советот на општина Штип истакна дека е потребна и согласност за овие два проекти од страна на Советот.
Проектот за реконструкцијата на детската градинка Пчелка е во вредност од 200.000 евра. Инаку проектот предвидува комплетно внатрешно уредување и замена на внатрешните ѕидови и поставување на топлинска и звучна изолација на нашата детска градинка. Нов котел, односно знаете дека во моментот немаат скоро никакво грејење, односно се греат на некој примитивен начин со кјумбиња на дрва во секоја училница или занимална посебно. Значи таму се предвидува целосно нова инсталација на пелети и се предвидува поставување на фотопанели за добивање на топла вода за потребите на градинката. Проектот за набавка на противпожарно возило за шумски пожари, опрема и обуки за пожарникарите и граѓаните те чини околу 210.000 евра. Општините до 11 мај 2018 година треба да ги достават предлог проектите за добивање на средства од ИПА фондовите на Европската Унија. Делегација на општина Штип денеска е во посета на бугарскиот град Варна, каде што ќе се подпише договор за партнерство со 6 градови од Европската Унија кои се учесници во проектот Обновена Европа. Драган Ристов од општина Штип, кој е дел од делегацијата, вели дека проектот е финансиран од ИПА програмата на Европската Унија и е вреден 150.000 евра. Ова е прв ваков проект кој се спроведува во Македонија, при што Штип влегува во асоциацијата на градови од Португалија, Шпанија, Полска, Италија, Романија и Бугарија. Состанокот се одржува во Варна и во општина Аксаково во Бугарија, каде ќе се дебатира за иднината на Европската Унија. Во јуни состанок ќе се одржи во Штип, каде делегација од градовите членки ќе престојуваат на истата. Приватни инвеститори во Штип бараат измена на деталните урбанистички планови, пренамена на категоријата или намената на градежните парцели. Денеска нивните барања ги разгледуваше Комисијата за урбанизам, за кој потоа ќе гласа Советот на општина Штип. Општинската комисија за урбанизам ги прифати 4 иницијативи ставени на дневен ред за изготвување на локална планска урбанистичка документација за градежни парцели во Горно Мало, Прибег, Софилари и Караорман. У стариот детален урбанистички план, поради тоа што е бил нелегитимно изграден, не постојат услови за градба на таа парцела. Согласно законот, ние сме должни да ставаме ознака и тамо не даваме услови за градба. Сега, со новата измена, сака инвеститорот да си добие услови за градба и да добие развој на тај. Има простор у парцела да добие развој, доградба, надградба, висини, сето тоа како што го имат другите парцели што треба да бидат легитимно изградени. И некои се веќе. Реализацијата отпочната. Комисијата општинска за урбанизам при локалната самоуправа, составена од 5 члена, едногласно ги прифанаа сите вие точки, дека треба да одат у постапка натака. Разбира се, кога ќе дојде на ред да се усвојува, ќе си тече постапка усвојување пред Совет. Предходно согласност од министерства, од надлежни институции и така натаму. Пред штипските студенти денеска беше промовирана книгата со наслов "Патеките на транзицијата", во која се дадени резултати од истражувањата, но и заклучоците во кои насоки треба да оде економскиот раст и развој. Во книгата "Патеките на транзицијата", емпириска анализа на македонската и бугарската економија, се анализирани проблемите со инвестициите и економскиот раст. Истакна на денешната промоција пред студентите од Штипскиот универзитет председателот на МАНУ Таки Фити. Тој забележа дека оваа книга има висока релевантност за Македонија, бидејќи во неа на многу комплексен и студиозен начин и со примена на научна методологија детално се истражени изворите ограничувачките фактори на економскиот раст и развој на Македонија, како и назначењето на институциите за димензионирање на економскиот раст и развој. Книгата велам има висока релевантност за Македонија, бидејќи знаете дека Македонија има слаба развојна перформанса, постапките на економскиот раст, ние најлошо стоиме во земјите на регионот. Оваа книга и тие заклучоци што се внатре поместени, мислам дека може да биде
многу добра, солидна основа и да им послужи на соодветните институции, пред се на владата и на ресорните министри, за креирање на политики за потикнување на економскиот раст и развој. Ние како универзитет во континуитет ги поддржуваме соработките со МАНО и сето она што произлегува од МАНО во делот на интеграцијата на високото образование и науката, и мислам дека и понатаму ќе го правиме во насока на тоа да МАНО биде репрезентант на македонската наука и уметност. Председателот на МАНО Фити истакна дека оваа книга е реализирана како меѓународен проект меѓу МАНО и БАН, а автори на книгата се академик Гоце Петрески од МАНО, универзитетските професори Дарко Лазаров од Економскиот факултет во Штип и Оливера Костуска од Економскиот факултет во Прилеп. Авторите на книгата велат дека целта беше да се диагностицираат патеките по кои се движат македонската и бугарската економија од почетокот на транзицијата до денес. Прво, воочливо од студијата е тоа што двете економии имаат прилично бавна конвергенција кон животниот стандард на Европската Унија. Бугарија нешто има поповолна слика во однос на Македонија, меѓутоа генералниот заклучок од книгата е дека од ова истражување од самата книга е дека практично Европската Унија и влегувањето во евроатлантската структура не представува сама за себе резултат. Сегментот кога станува збор значи за директните инвестиции, несомнено е дека истите или таа проактивна стратегија за привлекување на инвеститори придонесе кон диверзификација на извозот. Меѓутоа, она што е важно е тоа дека можеби тоа ќе влие врз екстерна одржливост на краток рок, но во секој случај нема да представува доволен услов за да добиеме разменлив, еластичен сектор на долг рок. Костуска истакна дека истражувањата и книгата е пишувана 2 години, а офатен е периодот од 2003 до 2013 година. Книгата Патеките на транзицијата ќе се промовира и на останатите универзитети во земјава. Во продолжение на еколошка тема, имено Штипското комунално предпријатие ИСАР продолжува со пролетната акција за чистење и уредување на штипските населби. Екипите денеска беа во населбата Македонка. ЈП ИСАР продолжува соработка со урбаните заедници во целиот град. Овие денови ЈП ИСАР имаше активности во населба Населје, населба Балканска и населба Чардаклија. Се вклучивме во акцијата, пролетната акција за уредување на урбаните заедници во целата општина и активности се состојат во косење на сите зелени површини во овие 3 урбани заедници, косење на стадионите, косење на гробиштите во населба Чардаклија. Исто така имаме фарбање на сите клупи во овие 3 населби. Исто така работата единица паркови и зеленило ќе врши и добавување на нови кошиња за да се подобри хигиената во овие 3 населби и секако ЈП ИСАР ќе има активности во текот на целата година, а не како претходното раководство кое имаше активности само за време на изборите. Продолжуваме со преостанатите актуалности. По цели 4 години ќе се надоградува радарскиот систем во Ѓуриште, во кој се детектираат и најавуваат опасни временски појави кои прават штети и во земјоделството. Министерството за земјоделство годишно исплаќа околу 5 милиони евра за штети во земјоделството, поради што инвестициите во агрометеоролошки станици според министерот Николовски се оправдани. Радарскиот центар во Ѓуриште ќе се надоградува со 3 милиони евра, а Министерството размислува и за враќање на градобиниот систем на заштита. При последната посета на Штип, министерот Николовски најави нови модели на осигурување на земјоделските посеви од елементарни непогоди, за чија примена ќе се користи искуството од Турција и Шпанија. Младите во државата почнаа да се интересираат за земјоделството, бидејќи овде ќе им помогне и владата. За да останат во државата и остваруваат приходи од земјоделие, владата планира на младите до 35 години да им даде државна земја за која од 3 до 5 години нема да плаќаат закупнина. Младите земјоделци во регионот се заинтересирани да добијат субвенции. Се поголем интересот и за мерките за субвенционирање од програмите за финансиска поддршка на аграрот. Во Штипско и Карбинско во интерес е најголем за мерките во овоштарството, но и за набавка на нова земјоделска механизација. Имаме досега, доста млади луѓе бараат
и се интересираат за самите мерки што се предложени од владата, еве и кај нас доаѓаат, се регистрираат како млади земјоделци, сакат да работат. Еве конкретно младите сега е пример со овошните насади. Значи поголем интерес од за овошните насади. За поголем дел од младите земјоделци проблем да отпочнат со земјоделски бизнис е немањето ниви и механизација да го обработуваат. Па имам некаде околу 3-14 декари моја земја и пола од тие се ориз, пола се житарици. Имам и околу 25 говеда мој и за тоа сакам да аплицирам и да земам нешто од државата помош за да можам понатака да продолжам. Доколку има за аплицирање за земја, би аплицирал и би земал. Една од мерките на Министерството за земјоделство со која треба да се помогне на оваа категорија земјоделци е на земјоделците до 35 години да и се даде државно земјоделско земјиште, за кое првите неколку години нема да плаќаат закупнина. Во владината програма и мерката која што во наредниот период ќе се имплементира, тоа е ослободување на младите до 35 години во делот на плаќањето на концесијата за земјоделско земјиште, значи државата ќе им даде земјоделско земјиште, а при тоа 3 до 5 години нема да плаќаат концесија, ќе бидат ослободени. Државата дава 10.000 евра на млади земјоделци да отпочнат со земјоделски бизнис. Секоја година на огласот од програмата за рурален развој се зголемува бројот на апликанти. Од пристигнати 624 апликации, Министерството даде поддршка на 424, за што се одвоени 4,5 милиони евра. Новото раководство на Советот на млади на општина Штип бара младите да се вклучат во работата на ова тело со цел да се решаваат нивните проблеми. Актуелен беше повикот на Советот на млади кон сите млади кои го упативме во општина Штип да се придружат и да бидат дел од Советот на млади како соработници. Денеска е првата средба, односно првиот информативен состанок кој го организираме за нив. Мислам дека одзивот ќе биде доста добар, бидејќи чувствуваме позитивната енергија која присуствува и кај младите во нашиот град. Но еве користам и оваа прилика сега да ги повикам сите млади да ни се придружат вечер како соработници, да аплицираат во 7 часот во големата сала, во 19 часот во големата сала на општина Штип. Ќе нудим информации за работата на Советот на млади, како тој работи, како тој функционира, за сите наши наредни активности, проекти, размени младински, културни настани, ликовни работилници, така натаму. Од полицијата е следнава вест. Во Скопје приведен е побегнат затвореник од Штипскиот затвор. Имено како што информираат од Министерството за внатрешни работи, вчера во 16 часот и 30 минути полициските службеници од единицата за потраги при секторот за внатрешни работи Скопје во клиничкиот центар Мајка Тереза на одделот за пулмологија го пронашле и привеле 60 годишниот скопјанец со иницијали ФА, кој се бара со потерница од казнено по правниот дом во Штип за доиздржување на казна затвор од 6 години и 4 месеци за сторено кривично дело недозволено држење на оружје и распрескувачки материјали. Продолжуваме со спорт и бокс. Градот Делчево беше домакин, а боксерскиот клуб Тигар МБМ беше технички организатор на третото коло од првенството на Македонија во бокс. Младите боксери на Баргала од Штип беа најуспешни и сосема заслужено го запоседнаа врвот на табелата. Тренерот на боксерски клуб Баргала, воедно селектор на македонската репрезентација Петар Чиминов, него криеше своето задоволство по борбите во рамките на третото првенствено коло за сениори и младенци, кое се одржа во Делчево. Имено 5 на боксери на Баргала во кадетска и јуниорска конкуренција прикажа одличен бокс и остварија победи. Еле Сасано во категорија до 54 кг го победи Илхан Озмен од универзалци. Благојче Мицески во категорија до 57 кг го победи Дамјан Талинче од клуба ТАС. Алпај Демиро во категорија до 63 кг го победи Трајче Илиевски од клуба ТАС, а Ејдин Јашар беше подобар од Ферин Хоџа од клубот Алексо Огненовски во категорија до 66 кг. Петтата и последна победа ја извојува јуниорот на Баргала Серген Демиров во категорија до 81 кг, победувајќи го боксерот на Аперкар Прохор Зафировски. Со овие успеси на боксерите на Баргала, врвот на табелата им е загарантиран и сосема заслужено
и јуришаат кон шампионската титула на Македонија. Добрата и упорна работа на тренерот Петар Чурлинов, како и дисциплинираниот однос на сите боксери во континуитет даваат врвен резултат кој се очекува да продолжи и во понатамошниот период. Вчера во Штип се одиграа надпреварите од првиот финален турнир во ракомет за ученици од 8 и 9 одделение во рамките од првенството на училишниот спорт на Македонија. Ево го исходот од надпреварите. Градот Штип беше домаќин и технички организатор на првиот финален турнир во ракомет за основни училишта за 8 и 9 одделение. На турнирот стапија 6 училишни екипи по 2 од источниот и западниот дел на Македонија, како и 2 екипи од Скопскиот регион. И тоа Ванчо Прки од Штип, Гоце Делчев од Виница, Елпида Караманди од Битола, Гоце Делчев од Прилеп, како и Димитар Поп-Беровски од Горче Петров и Гоце Делчев од Скопската населба и Линден. Се доигра вкупно 5 надпревари, во кои неуспешно беа училишните екипи на Гоце Делчев од Виница и на Гоце Делчев од Скопската населба и Линден, кои остварија по 2 победи. Екипата на Гоце Делчев од Прилеп забележа една победа и еден пораз, додека тимот на Ванчо Прки од Штип ги загуби и двата надпревари. Вториот финален турнир на овие 6 екипи ќе се одржи во Битола, а третиот и последен турнир ќе се одржи во Скопје, кој ќе биде прогласен и шампионот на Македонија за ракомет за основни училишта за 8 и 9 одделение. Ги следевте вестите, почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието. Довидување.